Водните текови во Македонија се нападнати од различни извори на загадување, пред се непречистени отпадни води од градовите, понатаму од инцидентни испуштања на отпадни води непречистени од инсталациите, од индустриските загадувачи. Меѓутоа, тука пред се би сакала да ги спомнам како причини за уништување на речните корита, малите хидроелектрични централи и исто така постапките за чистење и регулација на речни корита кои што се реализираат од страна на АД Водостопанство, а кои што во минатото, па некогаш дори и сега, биле правени без претходно да се направи програма за поплавни бранови, се со цел да се утврдат критичните точки каде навистина треба да се врши санација, односно чистење на речните корита. Во врска со испуштањето на непречистени комунални отпадни води, мислам дека тука ситуацијата се подобрива, пред се заради помошта што ја обезбедува Европската Унија преку проектите за изградба на пречистителни станици. Тука сакам да кажам дека градот Скопје ќе започне со изградба на голема пречистителна станица, тековно е и проектот за изградба на пречистителната станица во Тетово и во Битола, се планира со наредниот циклус на ИПА помошта да се изградат и други пречистителни станици. Навистина, санацијата на речните корита е многу важна работа, од причина што реките се дом на многу растителни и животински видови, растителни пред се во крајбрежниот појас и така натаму. Реките се многу важни во борбата против климатските промени, бидејќи се важен ресурс и без реките нормално ние не можеме да го зачуваме нашиот екосистем. Од таа причина, значи сите институции кои што имаат надлежност во заштитата на реките треба да учествуваат, да настапуваат координирано, а ние како инспекцијски орган пред се навистина сме посветени. Имаме за жал само 2 водостопански инспектори и се надевам дека во иднина таа бројка ќе се зголеми за да можеме адекватно да одговориме на овој предизвик.